Заради стотина луѓе блокиране патот на Македонија кон Европската Унија, дали некој може да гарантира дека уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот ќе бидат последното барање на Бугарија за да ослободи Македонија на европскиот пат? Ова се прашањата кои премиерот Христијан Мицкоски ги постави пред стартот на самитот на НАТО во Вашингтон. We will be able to start our negotiations if we bring a couple of hundred of our citizens in our preamble, which claim that are part of Bulgarian community in the country. But whether this is the last, who can guarantee us that this is the last? Okay, we don't have an answer on that question. Премиерот вели дека пред Бугарија да бара Македонија да ги исполни уставните измени, треба да си ги погледне и обврските на свој терен, односно да ги испочитува обврските согласно пресудите на судот во Страсбур. Which institution in Europe is in charge to judge whether someone's rights has been violated? We're talking about Strasbourg Human Rights Court. We have 14 decisions from Strasbourg Human Rights Court saying that human rights of Macedonian community in Bulgaria being valid or restricted in sort of way, and zero for Bulgarian community in the country. There is a logical question which rights can be violated and what is the need of such a step. Покрај спорот со Бугарија, тема во Вашингтон ќе биде и преспанскиот договор, односно незадоволството на Грција што новата македонска власт го користи името Македонија без придавката Северна. Останува отворено прашање дали ќе има средба меѓу Мицкоски и грчкиот премиер Киријакос Мицотакис. Меѓутоа, од официјална Атина порачуваат дека преспанскиот договор ќе биде тема во Вашингтон. Секако дека ќе се покрене прашањето за прекршување на основните одредби од договорот од Преспа од соседната земја. Не знам за некоја планирана средба со премиерот на Македонија. Не знам дали ќе се случи, но сигурно не постои нешто што е планирано од грчка страна. Главна цел на самитот на НАТО ќе биде да се зацврсти поддршката на Украина во битката со руската агресија. Се очекува украинскиот претседател Володимир Зеленски да побари засилување во делот на оружјето со цел справување во конфликтот со Русија.